Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден сјаен, одличен роман кој што го читав неодамна, а тоа е романот Schindlerov List од Дарко Цвјетич. На неколку пати изминатава година на Facebook или на интернет луѓе има пишувано за овој роман и едноставно го забележав. Меѓутоа немав прилика да го читам и неодамна бев во една книжарница и барав некој друг наслов на српско-хрватски и меѓу некои нови изданија го здогледав овој роман, си реков, Schindlerov List, да, ова треба да го читам. Го земав романот, го прочитав и можам да кажам дека ова е одличен, моќен, па би рекол повеќе моќен и силен роман, кој што заслужува дефинитивно внимание и да се каже некој збор за романов. Знам дека изминатава година, додека ги снимав видеата, на неколку пати имаше нешто ново, нешто што го правам за прв пат, па за прв пат правев роман, осврт за роман за деца или за класик. Меѓутоа сега за прв пат ќе зборувам за книга која што е на српско-хрватски и која што се уште не е издадена на македонски. Меѓутоа, сигурен сум дека кога и да е, оваа книга ќе биде издадена во превод на македонски и не би ме чудело ако веќе е во процес и во превод или во процес на издавање. Како и да е овој роман што заслужува да се зборува за него. Дарко Цвјетич е поет, Дарко Цвјетич е актер, е глумец и мислам дека ова е негов прв роман кој што го издал во 2019 година, неполни 9 години од издавањето на овој роман. Тој живее во Приедор. Приедор е град во Босна и Херцеговина, поточно исто така внатре во Босна и Херцеговина во Република Српска, некаде е тоа во северна Босна и Херцеговина, во близина на границата со Хрватска. Тоа е град, колку што мене ми е познато, кој што доста лошо помина со голем број жртви и за време на војната во Босна и Херцеговина. Така што ова е многу силен роман и сведоштво за едно време кое што е поминато, меѓутоа роман кој што морало да биде напишан. Дарко има уште еден роман по тоа, а тоа е Што на поду спаваш. Исто како го прочитав Schindlerov List, знаев дека го има и овој роман и сакав да го прочитав. Исто овие два романи се поврзани, ова се исто лични, интимни, болни романи кои што се во голема мера и автобиографски. Кога се зборува за војната во бивша поранешна Југославија, особено Босна и Херцеговина, опсадата и војната во Сараево, значи секој тоа го гледа од субјективно и од своја гледна точка и не особено оние што биле во тоа време родени, во тоа време што живееле доволно возрастни да се сеќаваат на тие случувања. Секој гледа од различна гледна точка, некој не може да гледа исто некој што живеел во Македонија во тоа време, освен ако немал некој близок или ако не бил на некој начин вклучен во тие случувања, или некој во Словенија, или некој можеби дури и во Србија, и некој што живеел во Босна и Херцеговина за време на војната, бил и сведочиќи ги сите тие ужаси и ужасни настанија. Дарко е тој еден од тие луѓе кој што таму бил за време на целата војна. И во оваа книга имам негови лични искуства и негови гледишта за тоа време. Се има многу пишувано, се има многу зборувано, се имаат правено представи, книги, филмови, знаеме многу за тоа време, за војната во Босна и Херцеговина и може да дојде до одредена презаситеност и луѓето веќе да се банализира таа тема и луѓето да веќе кажат окей, ама тоа беше болно време, не ме интересира, не ми се чита сега некакви болни романи за војна и за такви теми. Меѓутоа, ова е поинаков роман. И ќе ви кажам зошто е ова поинаков. Ова не е воен роман, всушност. Во центарот на случувањата во овој роман, да, се тие воени денови во Приедор, пред се во Босна и Херцеговина, меѓутоа не е ова некаков си воен, трагичен роман. Во центарот, значи што се случува? Го имаме градот Приедор и таму еден црвен солитер или висококатница, кула на македонски би рекле, во која што во 1975 година е изграден негде во предградието на Приедор, во близина на рудник, на неодредени фабрики
и изграден е тој солитер и во 75-та е населен, нов, отворен, населен е од секакви луѓе, пред се работници од рударската индустрија, одредени просветни работници, наставници, професори, меѓутоа и секакви други луѓе, и она што е интересно е, таму има луѓе хрвати, срби, бошњаци, муслимани, дури и роми, и требало веројатно намерно, свесно населен на тој начин, со тој сразмер, за да на некој начин биде слика на Југославија, слика во мало на Југославија во тоа време. И Дарко на начинот на кој што го пишува овој роман е во повеќе кратки поглавја, повеќе кратки глави, како одредени сцени, како одредени кратки раскази, во кои што зборува за судбината на одредено семејство или на одреден човек, на одреден настан кој што се случувал во тој црвен солитер од 75-та година до речиси денешно време. И на во некои од тие раскази, во некои од тие поглавја, во повеќе поглавја се појавуваат истите ликови, се испреплетуваат нивните судбини. Значи најмногу действието е фокусирано за време на војната тие години, меѓутоа Дарко дава пишување за настани кои што се случуваат и пред тоа, околу вселувањето и потоа речиси до денешно време. Она што е интересно е што во центарот на случувањата, во тој црвен солитер, кој што е исто така центар на случувањата, се наоѓаат 4 лифтови од марката Шиндлер и оттаму насловот Шиндлеров лифт. И интересно е што Дарко секогаш кога ќе го спомне лифтот или еден од тие лифтови во романот, секогаш во заграда става од марката Шиндлер. И на некој начин тие лифтови се како крвотокот или како една артерија, центарот на средиштето на животот во таа зграда, и сите тие години низ нив се доаѓа живот, се вселува живот, почнуваат луѓе се вселуваат и почнуваат нови животи, меѓутоа многу често како што влегува живот излегува смрт, многу смртни случаи, многу убиства, многу трагедија, луѓе изнесени преку истите тие лифтови од марката Шиндлер, преку кои што се вселиле и живееле таму. Судбина на секакви луѓе, на актери, на фудбалери, на музичари, на работници, на лаборанти, на наставници, судбина на луѓе кои што живееле заедно за да во одреден момент едноставно ги спопадне лудилото, не сите нормално, меѓутоа лудилото на војната и национализмот, и луѓе кои што живееле во единство, кои што на оние првомајски утра доаѓала блех музика од рудникот, организирана, кај што сите се симнуваат надвор, пијат ракија и се дружат и играат ора, и има одредено братство и единство, за да само после некое време само ги зафати целосно лудило, и Дарко ја следи судбината на многу луѓе, на многу семејства и кои што живееле во тој солитер. Тоа е тешка тема и широка тема е тоа прашање, за тоа многу се има зборувано и како беше можно да луѓе кои што со децении живееле заедно, да преку ноќ станат крвници, да си станат непријатели, едноставно да безчувствително да извршуваат наредби, да ги убиваат оние кои што им се ближни, оние кои што се соседи, па дури и роднини. И тоа прашање е отворено, меѓутоа со тоа прашање не се занимава овој роман. Во центарот исто така на овој роман е една случка која што се случува за време на војната, во моментите кога со денови или со недели некогаш нема струја, има дечиња кои што се играат во лифтовите и се случува еден трагичен настан, едно девојче по име Стојанка Кобас се игра во лифтот. Во моментот, за да биде несреќа, да биде трагедија, во моментот кога доаѓа струја и таа ја има подадено главата низ прозорецот од лифтот, некој го повикува лифтот и таа останува безглавена. И низината крв стои со години и години подоцна оставена над зидовите. И дури може човек да помисли дека тоа е некаква фикција, дека тоа е измислена приказна, и тоа е вистинита приказна. И она што го нема во првото издание на оваа книга, меѓутоа подоцна овде има во ова издание на крајот, на самиот крај, овде има еден додаток, еден краток текст во кој што Дарко зборува за тоа дека откако излегол овој роман, дознал за каде живее мајката на тоа девојче,
кој што го загубило животот и отишол да ја најде таму каде што живее во село, и додека разговара со неја ни открива едно интимно, болно, лично, трагично откровение, дознаваме нешто шокантно, и едноставно мислам дека во едно интервју го слушав Дарко вели некои романи мора да бидат напишани, значи ова не е лесен некој роман кој што треба да не забавува или да го земеме на плажа да го читаме. Меѓутоа е потребен роман, потребен да стои како сведоштво за она што се случувало. Сега, што го прави поразличен овој роман од другите е тоа што Дарко се дистанцира, не е емотивно, затоа што и самиот е во центарот на тие случувања. Не се дистанцира емотивно, меѓутоа се дистанцира од тоа да заземе страна и да почне да морализира или да опишува кој бил крив, кој не бил виновен за она што се случувало. Значи не зазема страни во смисла на нации или политика или армии, туку ја зазема страната на луѓето, ја зазема страната на човечноста. И едноставно и она што ми се допадна таа дистанцираност и таа одредена објективност во неговиот приказ. Значи тој едноставно ја прикажува судбината, најчесто трагична, на тие луѓе кои што живееле таму во тоа време. И како ни сето тоа што поминале, животот продолжува. И ова е роман кој што нема носталгија, и нема обвинување, нема песимистичко гледање на минатото или на иднината, туку тоа е роман кој што завршува со реалноста и кој што можеби го поставува прашањето како можеше ова да се случи и што можеме да направиме да не се повтори. Што може, зарем толку, како што го слушав во едно интервју, на толку мал простор, да толку не можеме да се договориме да направиме да не биде убав животот, тоа е нешто неверојатно. И тоа важи за целиот Балкан. Друго нешто, и тука овде во некој поговор краток за што на поду спаваш, на еден човек, Селведин Авдич, вели: док пише о смрти, Дарко Цвиетич бори се за сваки живот. Додека пишува за смртта, Дарко Цвиетич се бори за секој живот. Миленко Јерговиќ вели: ако си одлучил да бидеш писател, преведувам, тогаш си одлучил за себе да зборуваш, да го кажеш она што во меѓупристојниот свет не се говори. Си одлучил да пишуваш затоа што она што не може да се напише и не смее да се напише. Си одлучил да го лечиш светот така што ќе се убиваш себе си. Ако затаиш во тоа, ти веќе не си писател. И можам да замислам како било да се пишува овој интимен, личен и болен роман, како било на писателот. И затоа не секоја литература е иста, затоа не секоја литература се чита исто, така што може би овој роман не е роман кој што ќе не забави или ќе не воодушеви или ќе направи некакви чувства во нас, туку е роман кој што се надевам ќе не замисли и ќе не придвижи и ќе не потикне на солидарност, на емпатија. И тоа е богатството на овој роман. Од друга, интересното нешто друго е, Дарко е поет и кога поетите почнуваат да пишуваат проза, има опасност да поетичното, да поезијата да се измеша со прозата и да ја оптовари, меѓутоа тоа не е случај тука, едноставно буквално секој поглавје може да се чита и како поезија, има толку убава поетичност, меѓутоа сепак си го зачува тој момент на проза и се чита како роман. Така што ова е моќен, силен, сериозен роман кој што мене навистина ми се допадна. Не знам дали на сите ќе им се допадне, зависи како и пристапувате на литературата. Меѓутоа ви го препорачувам, нема да сгрешите ако го прочитате. Ако можете, ова издание на српско-хрватски, ако не, почекајте на македонски. Така што толку за романот Schindlerov Lift. Понатаму ќе зборуваме за други книги. Да шириме љубовта за книгите, следете ме на YouTube, стиснете subscribe или на звончето, на Facebook може да ме следите како читачот. Би ми значило доколку ако ви се допаѓаат овие видеа ги споделите, зашто повеќе луѓе да можат да го слушнат ова. Ве поздравувам, чувајте се и се гледаме со наредна рецензија. Чао!